Благодарам, председавач, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, колешке Затуровска. Јас не реплицирам, него ќе ве спомнам, бидејќи е поднесен од вас овој амандман и ќе дискутирам поднос на овој амандман, кој што на некој начин всушност значи вклучување на алармот дали конечно за Охридското езеро ќе се превземе нешто, посебно за колекторот кој што го заштитува од отпадните и нечистите води. Јас овдека би сакала да кажам дека, ако се сеќавате, на 29.12.2017, како пратеник во прв мандат, првото мое пратеничко прашање го постави во однос на заштитата на Охридското езеро и колекторскиот систем, и уште од тогаш доби ветување дека ќе се направат одредени чекори кои што од тогаш навака сметам дека се чекор по чекор дојдени работите до крај и веќе за информација на јавноста формирано е ново државно предпријатие колектор, а тоа е формирано со една единствена цел, исклучиво државата да се занимава со сите проблеми кои го тиштат колекторот, кој што, како што и ви констатиравте и вие во зборувањето, меѓутоа јас ќе кажам, 4 децении не грижа за еден колекторски систем, во кој што се опфатени општините Охрид, општината Струга, општината Дебрца, меѓутоа бидејќи знаеме дека и всушност ова Охридското езеро има и друг дел од друга држава, сметам дека државното јавно предпријатие и државата треба и со меѓудржавен договор да се направат одредени чекори со кои што навистина сериозно ќе се превземат одредени чекори за заштита на Охридското езеро. Во насока на вашиот амандман, овие побарани средства се легитимни, меѓутоа имајќи во предвид дека во ребалансот на буџетот во 2019 сега дискутираме, има одвоени, како што кажа и заменик министерката, 183 милиони денари за колекторскиот систем, а тоа се всушност почетната помош која што државата му ја дава на новото државно јавно предпријатие кое што веќе е во формирање, бидејќи управниот одбор веќе е формиран. Има назначено повереник, подписник за одлуки кои што се донесуваат, изработен е акционен план и мислам дека и на влада треба да се именува и директор кој што ќе биде директор на тоа јавно државно предпријатие. Овие 3 милиони се врз основа на одредени анализи потребни минимум средства кои што треба да ги сервисираат. Токму станиците, помпните станици, прочистителни кои што се во нефункционални дисфункција. Зборувате вие за Враништа, Мороишта, Мислешево и Радожда. Јас ќе ви кажам дека тука е и Подмолје прочистителната станица, најалармантна е прочистителната станица во Грашница и тоа е навистина еден голем проблем, меѓутоа имајќи во предвид дека сите овие работи кои што се превземени и кои што се направени во одредени чекори во тој акционен план, кои што треба на нас пратениците легитимно е да ни бидат представени и кажани. Јас ги имам овие информации, сакам да ги споделам со сите вас. Мислам дека ќе почнат од почеток со навистинска грижа за рехабилитација, меѓутоа прво санација на расипаните прочистителни станици, а потоа и можност за изработка на студија со кој што би ги прошириле рамките на колекторскиот систем во делот на Охрид од кон Љубаништа, мислам селото Трпејца и Љубаништа не се вклучени, и во делот на Струшкиот регион до Радожда. Меѓутоа и тоа нема да биде конечно целосна заштита за Охридското езеро во однос на тоа дека ние имаме и друго крајбрежје во друга држава и тука мора да се склучат одредени договори. Јас сметам дека веќе се направени одредени комисиски прелиминарни, ајде да речам, договарања, да се вклучи и делот на Охридското езеро од албанската страна во одреден колекторски систем, како би нашиот бисер, УНЕСКО заштитениот регион, природното богатство и она со што располага најстарото езеро во Европа, биде целосно заштитено.
Значи, безпредметно е сега да зборуваме за парцијални решенија, кога станува збор за едно комплексно решение, и сметам дека тие 183 милиони што се доделени со ребалансот на буџетот, ќе бидат сосема доволно и пресметани се потребни средства за да се почне во овој период функционирањето на државното јавно предпријатие и основните санациони мерки кои што треба да се превземат за санирање на состојбата на прочистителните пумпи и станици во целото крајбрежје што е во значи опсек од општина Охрид, општина Струга и општина Дебрца со еден мал дел. Јас сметам дека овој амандман, уште еднаш ќе потенцирам, е само аларм кој што вие сакате да го вклучите и да опомените, и го сваќам како позитивно поднесен амандман, за да се актуализира значењето на навистина зафаќање, сериозно зафаќање со решавање на проблеми кои што се таложеле 4 децени, независно од тоа кој бил на власт, едноставно покажувале негрижа кон она што светот го признал, а ние знаеме дека вреди многу. Не само за Охрид и Струга и Дебрца, туку за Македонија, исто и за регионов, меѓутоа и пошироко во светот, во светски граници, бидејќи светот тоа го признал. Ви благодарам. Реплика на дискусијата на